Бајколент. Аудио бајке. Алиса во земјата на чудата. Еден топол, мирен ден, малата Алиса седеше под едно големо дрво покрај својата сестра. Сестра и читаше книга, но во книгата немаше ни слики, ни разговори. Каква е оваа книга без слики? Си помисли Алиса и воздивна. Малку и беше здодевно. Токму тогаш нешто чудно се случи. Покрај неа помина бело зајаче, но не обично зајаче. Тоа носеше елек и држеше мал часовник. "О не, доцнам, рече зајачето и брзо побегна. Очите на Алиса се расширија од чудење. "Морам да видам каде оди", рече таа и тргна по него. Зајачето влезе во дупка, а Алиса, без да размисли, скокна по него. Таа паѓаше, толку долго, што дури почна да се прашува дали ќе стигне до центарот на земјата. Покрај неа имаше полици, книги, па дури и тегли со джем. Конечно, нежно слета на земја. Алиса се најде во долг ходник со многу врати. Сите беа затворени. Во средината имаше мала маса, а на неа златен клуч. Таа го зеде клучот и почна да ги отвора вратите. Само една се отвори, но беше многу мала. Низ неа Алиса виде прекрасна градина со шарени цвеќиња и зелена трева. Колку е убава, рече таа. Но јас сум преголема за да поминам. Тогаш забележа мало шише со надпис "Испи ме". Алиса внимателно се напи од шишенцето и одеднаш почна да се намалува. "Сега ќе можам да поминам", се израдува таа. Но заборавила да го земе клучот од масата. Сега беше предалеку. На масата имаше и едно колаче со надпис "Изеди ме". Алиса гризна од него и почна да расте. Растеше, се додека не стана многу голема. "Ох, ова е премногу", рече таа. По малку мака и многу обиди, конечно успеа да стане со вистинска големина и да влезе во прекрасната градина. Во градината Алиса сретна многу чудни и весели суштества. На гранка од едно дрво седеше насмеаното маче. Мачето имаше широка насмевка, што понекогаш остануваше дури и кога телото му исчезнуваше. "Каде да одам?" го праша Алиса. "Тоа зависи од тоа каде сакаш да стигнеш", одговори мачето. "Не знам баш. Тогаш не е важно по кој пат ќе одиш", рече мачето и полека исчезна, оставајќи ја само својата насмевка. Алиса продолжи понатаму. Наскоро стигна до една чудна чајанка. На масата седеа лудиот шапкар и мартовскиот зајак. "Седни", рекоа тие, иако масата беше полна. "Зошто сите места се зафатени?" праша Алиса. "Затоа што секогаш е време за чај", одговори шапкарот. Тие зборуваа загадки без одговор, менуваа места и сипаа чај без престан. Алиса се насмеа, но и малку се збуни. "Мислам дека ова е најчудната чајанка досега", рече таа и продолжи понатаму. Додека шеташе, Алиса стигна до голема градина, каде војници во форма на карти боеја бели, розиво, црвено. "Зошто ги боите?" праша таа. "Затоа што погрешка засадивме бели", шепотеа тие исплашено. Одеднаш се слушна глас. "Кралицата доаѓа!" Се појави кралицата од срца, строга и гласна. "Кој е ова?" праша таа. "Јас сум Алиса", рече храбро девојчето. Кралицата често се лутеше и викаше кога нешто не ѝ се допаѓаше. Но Алиса почна да сваќа нешто. "Овие не се вистински опасни", си помисли. "Ова е само чуден сон." Кога кралицата повторно извика, Алиса собра храброст. "Вие сте само карти", рече гласно. Во тој момент сите карти полетаа кон неа. Алиса ги отвори очите. Повторно беше под дрвото, покрај својата сестра. Сонцето се уште грееше, а се беше мирно. "Ох", се насмевна Алиса, "каков прекрасен и чуден сон." Но во своето срце
Знаеше дека никогаш нема да ја заборави својата авантура во земјата на чудата. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.